Денеска во ова видео ќе може да видите како се извршува најтешкото фотографирање на автомобил, односно фотографирање на автомобил во движење од друг автомобил. При ова фотографирање најбитно пред се е да ги почитувате сообраќајните правила, бидејќи во овие брзини може да си го загрозите сопствениот живот, а и животот на другите учесници на сообраќајот. Затоа за овој начин на фотографирање ја претпочитувам да користам три автомобили. Еден е автомобилот што ќе го фотографираме, автомобил во кој што се возам јас, а третиот автомобил е автомобилот кој што вози позади нас во брзата лента и контролира разни пациенти кои што знаат да возат над 120-180 км на час, да не направат некаков проблем. Тие се еден вид safety car. Постојат три стандардни пози за фотографирање на автомобил во движење. Првата е кога автомобилот се наоѓа позади нашиот автомобил во агол од 45 степени и јас го фотографирам. Втората поза е кога сме паралелни еден со друг со автомобилите. И третата поза е фотографирање на автомобилот од позади. Вие како фотограф обавезно ќе го ставите кајшот околу вас, бидејќи се потпирате на вратата. За разлика од модерниот свет, кој што има специјални автомобили наменети за фотографирање во движење, кај нас мораме да користиме малце герила техника, но сепак мораме да внимаваме на безбедноста во сообраќајот. Погледнете го ова видео, кое што е направено за потребите на избор за автомобил на годината за 2019 година, за да го видите мојот начин на работа. Се наоѓаме во првата кола од караванот на автомобил на годината 2019. Прва и основна работа е секогаш да внимавате на безбедноста во сообраќајот, односно да не бидете загрозени вие или да загрозите некој друг па да настанат некои непотребни глупости и несреќи. За ова фотографирање потребно е да имате добра синхронизација помеѓу двата возачи. Двајцата возачи запознаени со начинот на фотографирање и да може да ги пратат командите кои што јас ќе ги дадам на автомобилот што ќе го фотографирам. При ова фотографирање се користи максимумот на вашиот фотоапарат. Тука се става сликањето во приоритет на брзина. Обично брзината на фотографирање е од 120 до 160 дел на секундата. Со помош на овие брзини на фотографирање, ние го постигнуваме ефектот на заматени филми. Фокусот се мести кај мене конкретно на овој Nikon на 3D опцијата и follow focus, односно точката на интерес, постојано апаратот ја пресметува да биде во фокус. Ова е битно бидејќи се движиме со големи брзини и сакам јас фотографијата што ќе направам да биде во фокус и да нема ништо матно, освен позадината. Бидејќи ова фотографирање е многу брзо, динамично, се одвива со голема брзина, јас сакам да го користам мојот зум објектив 24-105, со што сум доволно флексибилен ако треба од блиску да го отворам на 24 мм или да идам со 105 или 70 мм, во зависност од местото на фотографирање. За атрактивноста на автомобилот што го фотографираме да биде поголема, тој секогаш се фотографира во последната најбрзата лента. Но, како што реков, морате да внимавате на другите учесници на сообраќајот околу вас. И идеме. Океј. Да. Готово. Од кога сме го завршиле фотографирањето, мораме да ги провериме фотографиите, затоа што ова све се случува многу брзо и може да се случи и да немаме направено добра фотографија, па мораме повторно да го почнеме цел процес. Меѓутоа, ние од прва ја завршивме работата, така да тоа е тоа. Ви покажавме како изгледа и најтешкото фотографирање на автомобил. Продолжите да не гледате и да не читате толку.